Добар ден. Следуваат новите минути со Фактор здравје и денеска сте добродојдени да ги следите новите информации, да разменуваме позитивна енергија, а со деталите и представувањето на гостинката и темата почнуваме веднаш. Во рубриката Истражувањата докажаа, сакам да се осврнам на она што е актуелно во светот и секако ситуацијата која што ја живееме се уште со пандемијата од коронавирусот и заболувањето COVID-19. По кој знае кој пат ќе повториме и ќе потсетиме дека држењето на дистанца, редовното миење на рацете или сеопфатната хигиена и секако носењето на заштитните маски се најдобрата превенција во овие услови од пандемија со COVID-19. Дополнително, нивото на имунолошки систем не треба да заборавиме и треба да потсетиме дека треба секогаш да биде на високо ниво, како гарант да имаме пред се здравје, превенција од состојби и болести, а кај оние кои што имаат хронични заболувања или се во постоперативна рековалесценција или оздравување, и тоа како тоа мора да се подигне. Она што ви го препорачуваме покрај здравата исхрана и пиењето на топли напитоци и вода е секако Г132 Плюс Натурал, кој што како граничен препарат ќе ви овозможи да го одржите нивото на имунолошки систем, а доколку тоа е намалено и компрометирано, за брзо време да ве врати во нормален колосек, би рекол, на животот. Една капсула кај здравите и 2 капсули кај хронично болните се препораките за Г132 Плюс Натурал, кој што како јапонска формула ви стои низ целата фармацевска мрежа низ државава. Иако живееме во пандемија со COVID-19 и многу навики, би рекол, се ги правиме во контекст на она што не обкружува, сепак една навика која што во пресрет на новогодишните празници е присутна е употребата на пиротехничките материјали. Токму повредите предизвикани од овие материјали се исто така акутни состојби кои што може да бидат и животно загрозувачки, и во пресрет на дочекот на новата година, токму денешната тема е во контекст на превенција и подигнување на свесноста за правилна пред се употреба на пиротехнички материјали. На оваа тема денеска во Фактор здравје ќе зборуваме преку своето богато предсе клиничко и научно искуство на доктор Билјана Шапова-Тодоровска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести Свети Наум Охридски од Скопје. Добро утро, добар ден предсе или добар ден доктор Шапова-Тодоровска, како сте и благодарам што сте во Фактор здравје. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Пред се да ви се заблагодарам за поканата повторно да учествувам во вашата емисија и да зборуваме на оваа чувствителна тема, употреба на пиротехнички материјали за време на новогодишните и божични празници. Да, и само како загревање, ако фрлиме еден поглед изминативе години и она што предстои, оваа употреба сигурно или злоупотреба е присутна секоја година и одново би рекол треба да потсетуваме. Па да, всушност новогодишните и божични празници означуваат собирање на семејството, една веселба, смеа, дружење. И неизбежно е и употреба на овие пиротехнички материјали за да забавата биде поголема. Да, и работата ваша поодговорна, би рекол, во таа насока. Да помогнете. Ви благодарам за вашето присуство во Фактор здравје. Уште еднаш чувствувајте се пријатно како и јас во ваше друштво, а вие останете со Фактор здравје и потсетувам, слободно јавете се доколку имате прашање во продолжение. Повреди од пиротехнички материјали е денешната тема со која што уште еднаш ви посакувам добре дојде и секако да останете до крај со Фактор здравје. Со оглед на интересот и актуелноста на оваа тема, ве повикувам доколку имате интерес, слободно да ни се јавите на 6091-924 и 6091-925. Потсетувам дека ваша и моја гостинка во студиото на Фактор здравје е доктор Билјана Шапова-Тодоровска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија. Доктор Шапова-Тодоровска, она што е важно да се објасни пред се, што се тоа пиротехнички материјали и како се делат, каква е нивната поделба? Така. Пиротехника како наука всушност е една огромен дел кој што ги проучува всушност хемиските реакции кои што се случуваат при употреба на овие пиротехнички материјали и како тие да бидат само одржливи и само запаливи. При тоа се ослободува голема количина на топлина, газ, звук, дим, кои што допринесуваат токму за појава на овие повреди. Пирос значи оган, а техника представува наука која што се занимава како тоа да се изведе.
Без обзир што ние го знаеме оганот од праисториско време, пиротехниката како наука е поделена на 3 огромни гранки. Првата гранка е проксимативна, која што сме ја гледале многу често на концертите на големи групи, и тоа се сите оние визуелни и звучни ефекти, но бараат да публиката биде повлечена поназад. Понатаму се примарните, оние кои што или показни како што ги покажуваат, тоа се сите оние огномети кои што ги гледаме за време на Нова година или за некој настан, кои што се спектакуларни, и за нив е потребно тоа да го изведе специјалист, а ние денеска ќе зборуваме токму за потрошувачката пиротехника, која што е многу распространета и која што е многу лесно достапна на било кој пазар, посебни продавници кои што ги продаваат овие пиротехнички материјали, а за наша жал опфаќа еден огромен процент на средства, материјали, производи кои што може да доведат до овие повреди. Па така се вели дека најголем процент отпаѓа на петардите. Петардите ги има во најголема количина достапни лесни на пазарот и ги има во најразлични облици. И од прилика тие представуваат 31% од вкупните повреди кои што ќе настанат од пиротехнички материјали. Втори се огнометот, кој што ние го сакаме и го гледаме, со 15%, потоа сите оние мали свекички кои што се запалуваат, бенгалските огни, чери бомбите, тие се со 31%, и на крај, исто како и огнометот, се прскалките или жижиците познати кај нас со 15%. Но не треба да ги заборавиме и фонтаните, спинерите или вулканите, кои што исто така се лесно достапни, а се зафатени со 7%. Основна карактеристика, значи, на овие сите материјали е тоа што тие ослободуваат одредена количина на топлина, некои од нив имаат звучни ефекти, некои ослободуваат дим, некои ослободуваат светлост, и всушност овие хемиски реакции кои што се случуваат при нивната употреба, а се лесно достапни за при само запалување, допринесуваат токму за овие повреди во текот на новогодишните и божикните празници. Да, бидејќи рековте петардите некаде околу 30% и 1% учествуваат во целокупната употреба на пиротехнички материјали, ме интересира од вашето искуство секојдневно и секоја година кое што се повторува, кои делови од телото најчесто се повредени и дали децата наспротив возрастните на некој начин се поподложни, бидејќи не може би толку внимаваат? Во светските рамки, значи, постои еден податок дека дури 16% од вкупно повредените на планетата Земја отпаѓа на една голема група на деца од 4 до 16 годишна возраст. Но исто така има одреден процент и кај возрастната машка популација, што значи машките деца најчесто ја имаат таа радозналост за да ги употребуваат овие пиротехнички материјали. Но уште поголема проблематика е тоа што не е само употребата на овие пиротехнички материјали, туку и тоа што се смета дека најчесто повредата доаѓа поради несоодветно, односно пиротехничкиот материјал не е добар. Дали е тоа во начинот на транспорт, дали е во начинот на чување, дали е во начинот на кој што ние се однесуваме со него, се вели дека секој трети граѓанин на планетава Земја постои можност да биде повреден токму од пиротехнички материјал кој што не е добар за употреба. Така да не можеме само да кажеме дека е таа детска радозналост тука виновна за овие повреди, туку најчесто тоа треба да го бараме во самиот пиротехнички материјал. Да. И бидејќи зборуваме општо за повреди, под повреди спаѓаат и раните, изгорениците, кој тип на повреди еве најчесто кога зборуваме конкретно за петардите, бидејќи и најчесто се употребувани, ќе потсетиме како пиротехнички материјал, се случуваат дали раните наспроти изгорениците или повредите генерално? Глобално, значи, постои податок дека 50% од оние кои што ќе користат пиротехнички материјали ќе бидат задобиени со изгореници од прскалки или така наречени жижици. Самите жижици всушност представуваат многу лесна пиротехничка материја која што можеме да ја употребиме и не постои новогодишна забава на која што ние не сме употребиле пиротехника, посебно прскалки и жижици. Но металниот дел кој што го има прскалката, всушност представува основата, да, оној што го држиме, представува основата на која што е надодадена посебна смеса, која што е само запалива и само одржлива, составена од повеќе метали кои што се мешаат за да може да се добие тој светлосен ефект и може да бидат во различни бои.
Од кога ќе се запали една жижица, таа почнува да ги испушта тие светки или мали искрици кои што најчесто допринесуваат за тие лесни изгореници во предел на дурзумот на шаката, кои што можеме да ги забележиме како мали жолти крукчиња со црна површина, и тие најчесто се плитки, меѓутоа болат. Откако жижицата ќе изгори, треба да внимава и во текот додека гори, многу треба да се внимава за тоа како ние се однесуваме со самата прскалка. Зошто го велам тоа? Затоа што секое несоодветно однесување допринесува да настане одредена хемиска реакција која што од самите искрички, доколку капне на некоја површина или материја која што е лесно запалива, може да доведе до појава на пламен. Истото може да се случи додека ако носиме некоја материја која што е во близина на рачето, па така да настане од искрата пламен. Тогаш изгорениците кои што настануваат се многу подлабоки. Освен тоа што се подлабоки, тие се и многу болни и можат, за жал, да зафатат и поголем дел од телото. Например, постои податок дека најчесто при овие изгореници може да бидат зафатени лицето, вратот и рачињата во 19%, но исто така треба да се каже дека во најголем процент, значи, се оние делови кои што се само експонирани. За разлика пак од жижиците, кои што можат да ослободат дури топлина 3 до 4 пати повеќе од точката на вриење на водата, сега можеме да ги кажеме петардите. Петардите пак покрај тоа што ослободуваат топлина, ослободуваат и звучен ефект и се многу поексплозивни. Постои податок дека 36% од повредите кои што настанале во текот на новогодишните празници се во предел на шаките, но исто така може да бидат и очите, затоа што ние не знаеме таа експлозија во кој момент детето каде го држало рачето за да ја запали таа петарда, односно на која далечина е таа од неговото тело. Петардите всушност допринесуваат да настанат мали ситни ранички во предел на површината на шаката или на прстите. Понатаму може да се јават во облик на ранички кои што може да бидат подлабоки, но исто така да бидат и доста мутилантни. Што значи тоа? Значи да недостасува дел од врвот на членчето, понатаму да недостасува дел од прст или па да е повредена целата шака, доколку ние не манипулираме како што треба, па наместо една петарда запалиме 10 или повеќе и очекуваме тоа да биде спектакуларно. Исто така постои податок дека покрај тоа што можат да бидат повредени шаките, може да биде повредени било кој друг од телото, во зависност од тоа колкава експлозија ќе настане. Да, убаво кажавте за петардите звукот, бидејќи тие даваат голем звук, ослободува, всушност дури некој од внатрешното или средното уво дополнително може да биде иритирано или можеби да се изгуби или привремено да се нема чувство за слух. Тие се несакани ефекти кои што ги велиме од друга природа. Не се во вашиот домен, но сепак како повреди мора да бидат кажани. Значи секој звук и самата употреба на пиротехнички материјали допринесува до вознемирување на возрастната популација. Па тие во она хаотична состојба што се случува можат да паднат и да се случи значи скршеница. Додека пак и малите бебиња, тој звук кој што е голем доколку е во нивната близина, токму така може да допринесе до повреда на внатрешната мембрана, односно на ушното тапанче, и тогаш бебињата се највознемирени. Не треба да ја заборавиме и онаа група на наши миленици, тоа се кучињата и мачките, кои што исто така реагираат на овој звук и може да бидат повредени, односно може да бидат прво вознемирени, па во таа вознемиреност да нападнат некој од нашите сограѓани, па така да добиеме некоја повреда, но исто така и милениците да бидат повредени, како злоупотреба да вие му фрлите некоја петарда или некоја петарда која што не е испукана да ја гризне. Така да, покрај сите овие повреди кои што ги набројавме, постојат и последици кои што треба да ги споменеме, а тоа е дека ние со самата употреба на пиротехнички материјал, кој што нема да биде соодветно тргнат, ја загадуваме почвата, водата, воздухот, така натаму. Да, и во овој прв дел, доктор Шапова Тодоровску ще би ве прашал дали климатските услови, односно врнежливото време, без оглед дали е дошт или снег или сувото време, придонесува за помалку, односно
поизразени повреди да се случат, бидејќи тоа треба да го земеме во предвид. Да, апсолутно се согласувам. Значи, од пиротехничкиот материјал од кога ќе биде направен, потребно е да биде складиран на соодветно суво место, да биде транспортиран во посебни камиони каде што ќе се одржува соодветна топлина. Па затоа и се смета дека токму таа неправилност на пиротехничкиот материјал настанува токму поради овие незапазени природни услови кои што допринеле до веќе пореметување на таа хемиска реакција во пиротехничкиот материјал. Исто така треба да се каже дека од кога ќе купиме пиротехнички материјал, потребно е тој да биде складиран на соодветно место, надвор од достапност на децата, да не постои запалка или кибрид кој што ќе ги спровоцира да ја употребат. Пред да се употреби пиротехничкиот материјал да биде изваден на собна температура, да провериме да не е случајно влажен, затоа што сите тие фактори допринесуваат токму за појава на таа хемиска реакција која што ќе доведе до повреда на дете возрастен кој да го користи. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. По паузата за реклами ќе се навратиме на она што специјалноста и субспецијалноста пластична и реконструктивна хирургија го има како алатки за решавање на проблемите поврзани со повредите, изгорениците и раните предизвикани од пиротехнички материјали. Благодарам што сте со нас и во вториот дел и продолжението денеска од Факторот здравје. Повреди од пиротехнички материјали е темата со која што уште еднаш ве поздравувам и ве поканувам на 6091-924, односно 6091-925, да ни се придружите со ваши јавувања, ваши прашања или конечно споделување на некои лични искуства. Ваша и моја гостинка, подсетувам, е доктор Билјана Шапова-Тодоровска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести Свети Наум Охридски од Скопје. Во продолжение да ги кажеме аспектите или колку овие повреди кои што се случуваат првенствено изгорениците од пиротехнички материјали бараат промптна или брза интервенција во смисла само помош, кога и како и кога треба да се јават, еве конкретно во вашата Универзитетска клиника по хируршки болести, по Староградска болница, се уште позната. Вие сте во центарот и тоа е некако леснително. Така. Би било убаво да сите пациенти, односно сите граѓани кои што ќе бидат повредени со пиротехнички материјали, веднаш да се јават во хирушка или било која друга медицинска установа. Зошто го велам тоа? Затоа што оние повреди кои што се настанати од петарди, посебно кога има крварење, посебно кога недостасува некој дел, не постои прва помош која што може да биде укажана веднаш, освен да се запре крварењето или да се постави преврска, бараат веднаш да бидат примени и хоспитализирани во болница со цел да се започне третман на самите рани. Некои од овие рани бараат и повеќе кратни обработки на раните, затоа што всушност секој дел кој што ќе биде повреден од топлината, од звукот, од димот, од светлоста, допринесува да и тоа ткиво повторно пропаѓа. Па затоа е потребно чести преврски, обработка на раните и на крај реконструкција. Може да бидат и повеќе реконструктивни методи употребени, меѓутоа тие секогаш бараат хирушка промптна обработка. За разлика пак од нив, оние повреди кои што ќе настанат од опекотини, велиме дека прво е потребно да бидеме спремни и совесни во моментот кога ќе се случи тоа. Делот кој што е изложен и кој што бил повреден да се стави веднаш под млака или ладна вода 10 до 15 минути. Постои можност да се употреби и аналгетски крем, да се даде аналгетик, да не се манипулира со раната. Значи сите оние меурчиња кои што ќе се појават да не се отвараат, да не се обидуваме доколку имат ткаинина поставена на изгореницата да ја вадиме или да ја манипулираме, затоа што може да допринесеме за уште поголема болка. Откога ќе се стиши првиот момент, тогаш е потребно веднаш да дојдат во болница за да може соодветно да се направи обработка на раните и тие да бидат понатаму третирани. Што е со оние, уште сакам ако дозволите, петардата доколку настане и има некоја повреда во смисла на рана или изгореница, сигурно и некои делчиња од петардата може да бидат склештени или во самата рана, кои што дополнително би ја иритирале или би ја поттикнале компликацијата.
тие страни тела треба да бидат и соодветно одстранети, за да може да не се нарушува самата анатомија на прстот или да се види што под тоа страно тело стои и нежно пополека да бидат одстранети, за да може да продолжиме понатаму со понатамошна обработка, а да не придонесуваме за дополнителна повреда. Кажавте дека покрај промптата или брзата работа и пред интервенција која што треба да ја правите, сигурно дека овие повреди се пропратени со болка. Тој симптом не го споменавме, но евидентно болката е доста голема. Па затоа велиме дека секогаш кога се... Дали ги обезболувате? Тоа ми беше прашањето овие пациенти и лица пред да интервенирате. Пред се, значи прво пациентот треба да биде добро обезболен, да биде стабилен, да се смири, затоа што тоа е сепак возбуда, посебно ако недостасува некој дел или ако се повредени повеќе прсти во предел на шаката. Ова е една од компликациите која што може да се случи при употреба на петарди. Но заборавивме да ги кажеме и доколку повредите настанат во предел на очите. Значи тогаш не треба да се манипулира, треба очите само да бидат затворени и веднаш да се упатат на клиника за офталмологија или пак доколку постои повреда на ушното тапанче, тогаш веднаш да се упатат на уво нос и грло, клиниката за уво нос и грло. Ова е едно повредено око, да. Тоа е едно повредено око, фотографија, да. Ова е изгореница која што настанала од пламен од употреба на пиротехнички материјали. Да. Прашањето ми е, бидејќи рековте дека некогаш може и повеќе интервенции во ист акт да се направат, дали овие пациенти се хоспитализирани, дали овие повреди во која фаза бараат и хоспитално лекување? Така, првата фаза е примарна обработка на раните и проценка за тоа кој дел од меките ткива или коскени ткива се повредени. Чистење на раните обилно, како и изгрижување со антибиотик. Понатаму ќе постојат втора преврска, трета преврска, односно тоа се втора проценка и понатамошна реконструкција. Доколку раната е мала, доколку е во облик на раничка, доколку нема повредено многу, тогаш може и веднаш да се завршат овие оперативни интервенции и тогаш пациентите се пуштаат на домашно лекување и ќе доаѓаат на контрола. Но мислам дека поради самиот начин на кој што тие петарди експлозираат, за жал, пациентите остануваат подолготрајно и во болница. Да, дури и во некои случаи најекстремно можат и инвалиди да останат, некој дел од телото да недостасува. Денеска прочитавме дека во Србија 14 годишно девојче од употреба на пиротехнички материјали го е изгубила шаката. Така да сепак употребата не е лесна, не е едноставна и често пати може да биде и кобна. Да, и бидејќи зборуваме за медицински третмани, она што е ваша субспецијалност, колку во законска, во правна рамка ова е регулирано кај нас употребата токму на пиротехничките материјали? Да, значи во последните неколку години Министерството за внатрешни работи има огромни кампањи за тоа како да се спречи употребата на пиротехнички материјали и дава своји насоки дека не треба да се користат, не треба да се милениците да се исто така повредуваат и кажува Министерството за внатрешни работи дека секоја употреба на овој или злоупотреба на пиротехнички материјали предизвикува казна која што повлекува парична казна од 200 до 400 евра, но исто така и до 5 години на затвор, ако се нанесе, односно се наруши јавниот ред и мир и здравието на одреден граѓанин. Да. Уште еднаш потсетувам дека доктор Билјана Шапова-Тодоровска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, денешна ваша и моја гостинка во Фактор здравје. Во контекст на денешната тема и се она што опфаќа нејзината субспецијалност, можете да закажете термин преку мој термин, преку лекарите по семејна медицина во јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести Свети Наум Охридски од Скопје. Контактот со вас секако е добредојден и добродојдени сте вие кои што сакате да контактирате или секако со докторката да закажете термин, а во оваа прилика бидејќи се ближат новогодишните празници, некако добива на залет, би рекол, и на интензитет целата оваа атмосфера која што ќе кулминира за 11 дена, што е она што како совет, како превенција и пред се препорака можете да укажете на лицата кои што употребуваат пиротехнички материјали да не се случат или да се спречат токму ваквите типови на повреди. Така, покрај кампањите кои што ги водевме во последниве 3 години, посебно колегите од Клиниката за пластична хирургија, од 2018 учествуваат во кампања, тоа е за едукација на деца во училишна возраст за употреба и злоупотреба на пиротехнички материјали. Исто така и Министерството за внатрешни работи е вториот кој што апелира. Но еве како совет за сите граѓани и за оние кои што не гледаат, е дека не треба да заборавиме
дека манипулирањето со пиротехнички материјали често пати знае да биде многу лошо за одредени делови на нашето тело. Да внимаваме во начинот на кој што ги користиме. Да доколку веќе имаме купено пиротехнички материјали, нивното чување да биде на соодветно место. Доколку веќе ги употребуваме, тогаш да ги почитаме сите насоки на произведувачот како се манипулира со пиротехничките материјали. Да имаме до нас, значи, спремно се она што е потребно и наведено за да се добие посакуваниот ефект. При употреба со петардите, значи да не забораваме дека петарда која што не е испукала, значи дека не е добра. Значи таа треба веднаш да биде отстранета, да не се обидуваме во повеќе наврати, да ја запалиме за да може таа да го добие соодветниот ефект. Понатаму да не заборавиме дека алкохолот и петардите не одат заедно. Најчесто тие се копната комбинација која што може да допринесе до овие повреди кои што ги гледаме. Исто така да не заборавиме дека се она што е кажано претходно треба да го имаме на ум, без обзир колку е забавата интересна, колку тоа треба да биде спектакуларно, значи да не се опуштаме, да не се експонираме во тоа што ние можеме да направиме и како да го направиме, доколку ги употребуваме да бидат вон нашиот домет, значи да бидат на целосно растојание од шаките, да не заборавиме да не ги фрламе петардите према другарчињата, према другите лица, према животните, затоа што можат и тие да бидат повредени. Да не заборавиме дека буката сепак на некои наши сограѓани им смета, може да ги повреди. Дополнителен стрес да им предизвика. Да. И уште една, да не заборавиме дека доволно е само една секунда или еден момент да ни го промени животот за понатаму. Значи, доколку се јават овие повреди, доколку настанат, тие се трајни последици кои што не можат повторно да не вратат во моментот пред петардите. Значи, тие дефекти, тие повреди кои што ќе настанат се за цел живот. Сигурно. Прашањето ми беше дали кога се фрлаат еве конкретно петардите вон доменот на шаките и не во други лица и други групи, дали е посоодветно да се фрлаат на асфалт, на некоја тврда подлога или на мека трева, земја, доколку има? Да, може и на едното и на другото, само да нема материјал кој што ќе биде запалив во тој момент во нивната околина. Да. И уште една работа кога зборуваме за оние жижици или прскалки кои што ги споменавте, често и најчесто ги употребуваме во затворен простор, но сметам дека тука и ризикот е поголем наспроти отворениот простор. Така е, Илија. Значи, прво кога ќе ги употребуваме прскалките и жижиците, потребно е тие исто така да бидат на одредено растојание. Второ, доколку жижицата не се запали, веднаш да ја тргнеме. Понатаму во затворен простор, доколку има повеќе домашни кои што ќе употребуваат жишици, би било убаво тоа да биде само една во раката, да не бидат 10, да не направиме бенгалски оган. Затоа што колку повеќе има жижици, толку повеќе искри летаат во самата околина. И најважно од се да не заборавиме дека мафтањето, кое што ние многу го сакаме, посебно во лицевата многу регија, интересно, да, може да допринесе до изгореници на очите, на лицето, што сепак многу пати го споменавте бенгалскиот оган. Мене лично не ми е јасно каков е тој што опфаќа. Сега ќе го има на една од сликите, значи тоа е кога држите многу жижици во нашата рака, па мафтате, па тоа изгледа многу интересно, меѓутоа тие искри што паѓаат се. Намерно и ве прашав за да уште еднаш превентивно делуваме и повторно на ваша вода би рекол или она што е ваш домен, тоа е субспецијалноста по пластична и реконструктивна хирургија. Има ли повреди, изгореници и некои рани еве од вашата пракса каде што покрај оној терапевски модалитет или кога треба да интервенирате во прва линија, не е возможно да направите реконструкција, односно тој човек да остане и инвалид или како што рековте трајно да му го промени животот? Постојат и такви моменти, да. Да, во таа насока само уште би ве прашал, бидејќи рековте дека екстремитетите, лицевата регија исто така се најекспонирани во однос на овие повреди, дали преку облеката може да настанат одредени рани или некои повреди? Да, има и такви случаи кога на пример имаме жижица во нашиот џеп или пак во тој момент кога веќе се случила една несреќа, се случува и дополнителна несреќа, така да треба многу внимателно да се работат со овој пиротехнички материјали. Да. И пред да ви се заблагодарам, пред да направиме за окружување на оваа тема и да ви се заблагодарам, уште еден апел пред се до родителите, до родителите, до наставниците, до лицата кои што ги продаваат овие пиротехнички материјали.
па и на некој начин и едукација на самите дечиња што и како треба да се прави. И да кажам дека тенденцијата за повреда од пиротехнички материјали во последниве неколку години е доста намалена. Порано бројката беше можеби двоцифрена, сега веќе играме на едноцифрена. Мислам дека кампањите доведуваат до зголемување на свеста од употреба на пиротехнички материјали и се надевам дека престојните новогодишни и божични празници ќе поминат без злоупотреба и употреба на пиротехнички материјали. А сигурно и пандемијата како начин и стил на живот дополнително ограничува масовни, сигурно и собирања, стравот и предпазливоста сигурно е присутна, но без оглед доколку настанат повреди, вие по протокол ги примате овие пациенти и ги решавате. Слободно можат да се јават во секое време во нашата установа за да добијат соодветен третман. Да, на крајот дали може би остана нешто што јас не ве прашав или апел уште еден и совет до гледачите? Да ги посакаме новогодишните и божикните празници, да поминат во благосостојба, во здравје, мир и среќа. Сигурно да имате вие помалку работа, да се фокусирате на естетската хирургија, би рекол, повеќе разубавување. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам. Да, за гостувањето ви посакувам секое добро во новата 2022 година, лично вам и тимот со кој што работите. Ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш, ми беше задоволство, благодарам за вашето внимание и пред се поддршка и денеска со која што не следевте и ни ја дадовте во Фактор здравје. Подсетувам дека доктор Билјана Шапова-Тодоровска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, ви стои на располагање во јавната здравствена установа, Универзитетска клиника по хируршки болести Свети Наум Охридски од Скопје. Имајте убав ден и пријатно до утре.